Мислам дека би било добро владата да се обрати до Репортери без граници да побара објаснување кои се тие позиции кои што ја навеле Репортери без граници да ги наведе во извештајот, посебно ќе го наведам државното финансирање ограничено и нетранспарентно. Државно финансирање не постои. Значи, не е прашањето кој ги дава тие ова се класични лажни информации дадени од медиумската заедница во Македонија кон Репортери без граници. Ако не е целта на сите да се бориме против лажните информации, треба да се бориме и против овие лажни информации кои што ги лиферувале медиумски работници од Република Македонија. И нас не ни треба името на тој човек што го лиферувал или таа групација што ги лиферувала, туку да им се укаже на Репортери без граници дека такви личности не треба да бидат земени како репер кои што ќе даваат информации за перцепцијата и за состојбата на медиумите во Македонија. Бидејќи ова е ноторна лага. А такви констатации има неколку ако ги погледнеме во извештајот и прашањето е кои тие дезинформации ги пласира до Репортери без граници. На кого сака да му наштети, на ВМРО, на СДСМ? Не наштетува нити на ВМРО, нити на ДУИ, нити на СДСМ, се прави штета на државата и се промовираат некакви си позиции и состојби во државата кои што воопшто не постојат.